Од денеска градскиот фудбалски клуб Тиквеш 1930 има нов тренер. Тренерот одржа средба со играчите, а на јавноста и се обрати и тој и председателот на клубот Миле Масларков. Со капитенот Ѓорѓи Мојсов исто така разговаравме за тоа дали ова криза која ја зафати оваа екипа во втората фудбалска лига е надмината или не. Со одењето на Љупчо Дебитковски гања, сите надржи се свртени кон новиот тренер на ГФК Тиквеш, со кога разговаравме денеска. Еве ги изјавите за РТК и очекувањата до крајот на ова првенство од председателот на управниот одбор на ГФК Тиквеш, од новиот тренер и од Мојсов. Добар ден до кавдаречката јавност, до медиумите, до сите кавдарчани. Овој прес го свикавме за случувањата што ги имавме во последните 4 кола, каде што изгубивме доста бодови, каде што имавме поголем дел од играчи повредени, каде што екипата ни падна од тоа победоносно ниво кое што го имавме, каде што изгубивме 10 бода кои ни беа планирани најмалку 9. За да го решиме овој пад на игра, овој пад на екипата, овие притисоци големи, и имавме поправен, каде што знаеме после утакмицата со Белајсца, после утакмицата со Кожу се поднесе оставки од тренерот Љупчо Дебитковски гања, председателот јас Миле Масларков, но по долги разговори со градоначалникот, со управниот одбор, тие беа одбиени и дадовме шанса на тренерот и на играчите во Радовиш да одиграме онака како што знаеме и да се вратиме со 3 бода. Но и таму не го успеавме тоа да го направиме. По разговор со тренерот, јас како председател, тој одлучи да поднесе оставка, привидејќи не можеше да се справи со оваа ситуација. Разговаравме и оставката ја прифативме. За жал, јас верувам во Гањо, во неговите квалитети и во овие успеси што ги направи со кавдаречкиот клуб во овие година и пол, но спортот е спорт и мора некој да сноси одговорност. По промената, по неговото напуштање на клубот, прво да кажам, му заблагодарувам и му посакувам среќа во неговата натамошна работа и успеси, бидејќи тој е наш сограѓанин, наш пријател, наш другар. По оставката, Тиквеш мораше експресно да најде решение за тренер на екипата. Во овие 2 дена разговаравме со 3-4 стручњаци, 4 стручњаци, и одлуката падна на Радец Миловиќ, кој што го мислиме дека е добар тренер, докажан, кој што бил во Металург, во Белајсца, кој што знаеме од општинска лига донесе до прва лига. Одлучивме тој да биде кормилар на фудбалскиот клуб Тиквеш во овој преостаната дел. И се надеваме дека екипата ќе се препороди, ќе се врати на старите патеки каде што треба да биде, дека ќе ги повторуваме тие успеси што ги имавме и дека може да кажам ќе успееме во таа цел. Од денес тој ја преземе екипата и почнува со работа и уште во недела ја имаме првата утакмица на домашен терен со Осогово, каде што нема друго освен победа. Овие 3 кола да го извадиме максимум и да останеме во трката за прво место. Спортот и фудбалот во Кавадарци е најпосетена, најмасовно сакана споредна работа. Со мене е новиот тренер на градскиот фудбалски клуб Тиквеш 1930, господинот Раде, кој денеска дојде и го имаше својот прв тренинг со нашите играчи. Раде, добре дојде во Кавадарци. Добро ве најдов. По едно убаво расположението да очекуваат и играчите и управата. Се надевам дека и публиката веќе во недела ќе ви ракоплеска. Па да, значи и тоа беше причината која дојдов овде во Тиквеш, се работи за голем клуб, значи со традиција на кој му е местото во прва лига. Значи Тиквеш и Кавадарци и највачката група Лозари го заслужуваат
тој суперлигашки статус што е. Може да ве представиме кратко. Вие воведовте една екипа во Македонија од општинска лига во прва лига. Како успеавте и за која екипа се работи? Се работи за Беласица Струми, значи после 13 години кога дојдов во трета лига, влеговме експресно во втора и од втора во прва, само со еден пораз во второлигашката конкуренција. И кога дојде ред за прволигашкиот статус, поради недостаток на пролиценца, која сега сум запишен, ја полагам во моментот, се тргнав од клубот. По 6 месеци преседникот пак ме врати, али веќе беше задоцнено. Те ангажира Миле и неговата екипа, неговиот тим, неговата управа во Тиквеш. Какви се вашите гледање на овој клуб и ќе влеземе ли во прва лига? Прво сакам да се заблагодарам на преседникот и на градоначалникот и управниот одбор на ФК Тиквеш кои ме доделија довербата. И на исто мислење сме, и со управата, и со председателот, и со градоначалникот, дека Тиквеш оваа година има квалитет да влезе во прва лига. Ќе дадеме се од себе Тиквеш до година да игра во Суперлигата. Пред да почнеме овој разговор рековте дека некои од играчите веќе ги познавате. Па да, има да играчи со некои кои сум работил со Ристовски Маријан, со Игевски во Беласица, во Металург, исто со Игевски, Васко Митрев и Јорданчо Наумовски, Диме Иванов, исто со нив сум соработил. Другите така, од утакмици се познавам. Добро, нема многу да нямам со прашања, се надам дека оно што ќе го покажете како селектор на Тиквеш, ќе го видиме и ќе знаеме добро да го наградиме и ракоплескаме, ако има победи. Ќе има победи, значи одиме надправа по надправа, веќе уште во недела, одиме на 3 бода и после ни иде Питу Гули, од тие две утакми да земеме 6 бода и после може се спремаме за дербито со Брегалница тука. Тоа е последно коло од овој Последно коло од есенскиот дел, да. Благодарам, Раде. Благодарам. Оваа статива зад мене, овој стол пред недела време беше исечен. Ова не се случило никогаш во кариерата и во фудбалот во Кавадаци. Како ти лично го оценуваш, Џоко, овој чин? Па видите, јас премногу емотивно не. Ајде се случило кајнеш, може и да се случи секаде. За 24 часа се санира. Јас секогаш гледам напред, не се навраќам назад, така да било што било поминало да гледаме да не се случи, да не се повтори. Мислам дека малце и пренадуена, пренапумпана атмосфера гледајќи ја табелата. Сега Раде ни даде оптимистичка изјава за тоа како Тиквеш ќе настапува до крајот на ово првенство и што не очекува новото првенство. Добро. Вие како играч и како главен столб на Тиквеш би рекол, што очекувате од крајот на оваа полусезона? Видите, знаеме дека од денеска имаме нов шеф на стручен штаб. Добро. Да му дадеме сите максимална поддршка, се со цел за доброто на клуба, за Тиквиш. Очекуваме, по мене мора овие 3 утакмици да се добијат, за на напролет да бидеме тука на тоа прво и второ место, кое што ни е зацртано сепак. Значи тука сме за Тиквиш да влезе прва лига и се надевам дека ќе биде тоа така. Овие 3 утакмици ни се премногу битни, но пак ќе кажам, недела не е најбитна. Да одиме чекор по чекор. Недела кога добиеме, ќе паднат оние тензии, се смире сета ситуација у клубот. 3 бода ни се најважни, сепак веќе после предпоследно коло се укрстуваат пак оние екипи што се на врвот, па ние последно коло со Брегалница, тука ни доаѓа, се надевам дека ова коло со победа и со победа после во Крушево на Питу Гули ќе ја вратиме таа публика. Мислам и дека не е изгубено овие последни 2 кола, ако ги изгубивме дома покажа кавадарците како сака фудбалот и се надевам на добар завршеток. Благодарам. 3 кола. Фала Мојсов, ќе имате многу поддршка и од јавност и од медиумите, се за добриот фудбал. Јас се надевам на поддршка, па ќе кажам, имаме нов шеф на стручен штаб, да му дадеме поддршка и да му се заблагодариме на Љупчо Димитров Сигањо, доста направи за овој клуб. Овие 2 години знаеме дека Тиквеш беше на самиот врв. Тој работеше од срце, ние знаеме добро фудбалерите, му даваме, еве јас како капитен, за благодарност и поддршка по натамошниот живот од мене и од сите играчи. Знаеме дека колку го сака тој клубот и уште еднаш успех на новиот тренер. Сите стоиме зад него и да зацртаме
остварената цел што не е прва лига.